Повеќе од 10 години, кога почна да се говори за дисперзија на индустријски погони во внатрешност од Републиката, индустријата за стакло и стаклени влакна од Скопје направи широк фронт на инвестирања во повеќе места од Републиката. Но, по се изгледа, од многуте дисперзирани погони, ретко кој добро работи, а еден од поголемите, погонот во Прилеп, се уште не е довршен. Изградбата почна, се потрошија поголеми средства, се школуваше стручен кадар, се изгради една печка, се купија повеќе машини и тоа беше се. Овој пат навратуваме тука за да видиме каква ќе биде судбината на долгоочекуваната Прилепска стакларница. Другар Мирчевски, вие бевте раководител на инвестиционата група при изградбата на овој погон кој требаше да биде дислоциран погон на Скопската стакларница во Прилеп. Кога практично почне инвестиционата работа? Со одобрување на средствата за изградба на овој капацитет во декември 1970 година, практички и отпочна работата околу активирање на околу изградбата на тој капацитет. Со динамична работа, со оперативна работа, овој капацитет почна да се гради негде во февруари 1972 година, бидејќи искрснаа некои недоразбирања меѓу Стопанската банка во Прилеп и Скопската стакларница заради неоправданоста по нивното кажување на тој капацитет. Така да уште на почетокот овој капацитет закасни со неговата изградба за скоро една година. Сите работи кои ги завршивме во овој степен како што го гледате, траеа до првата половина на 73 година. И тогаш престана практично. Практички тогај престанеа сите активности, бидејќи средствата во износ од 1.155 милиони динари беа потрошени, а додатни средства не беа обезбедени. И што беше тогаш изградено? Па вие видовте во каква состојба се наоѓа оваа фабрика. За жал си има и историја, како што спомнав, уште не почната да работи. Изградена е кадната печка за топење на стакло. Изградена е печката за одгревање на готовите производи и другите објекти кои треба да го пратат тоа производство. Со тие 1.155 милиони стари динари не довршивме уште едно оделение за изработка на стаклените производи. А тоа е, овој простор овде каде што се наоѓаме, треба да бидат поставени модерни полуавтоматски машини за производство на стаклени производи по програма која е дефинирана за производство на оваа фабрика. Сега ова е и нова програма, ова нова инвестиција, ова доградување. Што ќе стане со овие стари машини што ги гледате? Па видете, тие предвидени стари машини за производство на стаклени производи уште тогај на одреден начин не беа прифатени. Прво, ради тоа што се базират на нешто постара технологија и заради тоа што за производство на тие машини се бара високостручен кадар кој има големо искуство во стакларството. А зашто тие се набавени? Концепцијата беше на индустријата за стакло и стаклени влакна дека треба да почнеме со производство на овие стари машини, а уште тогај се планираше дека мора да се набават полуавтомати кои ќе дават современо производство каде што вистина и продуктивноста е на вистина и каде што онај фактор човечки на високо стручен стакларски работник немаше да дојде до толкав израз. Многу полесно се произведува на тие современи полуавтомати отколку на овие старите. Дали тоа значи дека овие машини веќе не може да се употребуваат и тие средства се на некој начин, така речи, фрлени? Па видите, практички се фрлени тие средства, меѓутоа ако рачунаме на тоа дека вредноста нивна не е висока, не е ни толкав проблем што нема да ги користиме. А проблем е секако поголем тоа што толку години има еден застој. Најголемиот проблем е во тоа што ете на одреден начин
Овие денови скоро се 10 години од почнувањето на работите на овој капацитет. Најголемиот проблем е што се изгуби прилично време, 10 години не се малку, и на одреден начин што средствата вложени во оваа фабрика, до овој степен како што е изградена, досега навистина останаа мртви. Значи, мртов капитал, неискористени. Така речи, и сега што е наше ангажирање? Наше ангажирање е, после одобрување на потребните додатни средства за доизградување на овој капацитет, колку може побрзо да ги завршиме сите работи и да отпочнеме со работа на производство, што го имаме дефинирано за производство на ситен амбалаж за потребите на фармацеутската индустрија, без да губиме време за да не дозволиме ова инвестиција пак да ни дојде во ситуација да има пречекорување, па да не можеме да ги довршиме сите работи. И уште едно прашање. Дали ова што е изградено досега тука, и печката и тие машини нови што ќе се набават, дали тие даваат можност и за понатамошно проширување, за некоја нова фаза? Ваква каква што е изградена фабриката, капацитетот е одреден и за проширување на капацитетот станува само збор ако евентуално ние изградиме нови печки. Иначе за некакво друго проширување може би станало збор само во асортиманот. Иначе за други проширувања не доаѓаат предвид. Другар Патовски, вие бевте директор на Заводот за вработување во онај период кога се градеше стакларскиот погон во Прилеп. Тогаш и многу невработени имаше кои требаше тука да се вработат. Колкав беше тој број и што направивте за остручување на тие луѓе? Бројот на невработените од секогаш во Прилеп представува еден огромен проблем. Процентуално сме спаѓале во градовите со најголем број на незапослени, во сооднос со бројот на запослените. Тогаш имаме околу 6000 невработени. Решението се бараше во отворање на нов погон, стакларски погон. Сметаме дека дел од проблемот на невработеноста што се представува пред градот ќе го решиме ако се отвори една фабрика како што беше замислена, стакларата во тоа време да офати околу 1200 работници. Тоа најде на политичка оправданост и економска оправданост во градот до толку повеќе што од средствата од зајмот кој беа изнесува околу 1.802 милиарди скоро динари, дел од нив да биде утрошени за изграда на новиот погон стаклар. И колку млади луѓе тоа беа опфатени за да се вработат тука, колку беа на школување? Целта беше јасно издиференцирани и одредени изработени планови и проекти во сооднос на потребите на градот и во соработка со Скопската стаклара. За почеток планираме да офатиме околу 250 работници, од кои што 210-220 беа офатени на обука, која е теоретска, а дел од нив беа офатени и практично. Колку тоа Во кошташе? Скопје испративме со инструктори наши и одговорни лица планирани за стакларата, околу 60 до 80 души беа. Средства беа потрошени прво за теоретската настава овдека, прилично голем број на средства, кои ги оддели Заводот за вработување, стручната служба што беше, исто и Републичкиот завод за вработување даде средства за нивно стручно способување. Како за теоретската настава, така и онаа што се одвиваше во Скопје за инструкторскиот кадар и за плаќањето на работниците на доместок за нивниот одвоен живот, за исхраната, смештајот и другото. Другар Патовски, рековте дека околу 200 и нешто луѓе беа на школување, беа на теоретска настава, беа на практична настава. И што стана после со нив? Ние како завод се најдовме пред еден тежок проблем
на кој што одговор не можеме да дадеме во дадениот момент. До толку повеќе што луѓето бараат да бидат вработувани за она за што се способувани. Не можејќи да дајме одговор на прашањата, дел од нив, за да ги преквалификуваме за други работни места. Или ги упатуваме на работа, кај што им одговара према нивните соодветни квалификации. Дел од нив бевме принудени да испратиме во странство, оние кои што беа заинтересирани за работа во странство. Така да тој кадар во целост опадна или се растори така да и средствата вложени за оспособување и надата нивна во најголема мера остана во исчекување да овој проблем се најдат снаги и сили во иднина се реши. Една декада на чекање, тоа е премногу за еден град како што е нашиот, за една фабрика од 400 и повеќе луѓе да чекаат и да нема вработување. Игор Карапеев, кога ти беше на школување за да работиш во овој погон тука, во која година? Кога се отвори ова стаклара, ако се рече да во Прилеп, значи се пушти, значи јас како мислев како почетна, значи фабрика ќе види како исто и јас, значи со такви могуćности да значи се запишаме значи за значи ете ми пружи трудо, значи могуćности да за школување. Сега значи тоа значи инвестициите значи со банката имаше проблем, значи. А кај бевте вие на школување? На школување бевме значи тука во Прилеп 4,5 месеци, а потоа значи на праксата значи ја изведуваме во Скопје, значи. Колку време беше ти во Скопје? Во Скопје бев исто 4 месеци. Требаше значи да се оди уште 1 месец, само значи нема значи тие инвестиции, значи не можеше никако значи. А колку луѓе бевте во Скопје? Во Скопје значи бевме значи може 30-40 души. И после што правиш ти после тие тоа школување таму? После значи изведување на таа пракса, значи ние чекаме да се пушти значи стакларава значи тука погонов на значи погонов значи од стакларава од Скопје значи во Прилеп значи само значи уште ден денеска значи нема ништо. И кога се запосли ти, кај се запосли? Се запослив јас после 2 години. Значи чекаме и видиме значи дека банкава не одобрила. Сега што работиш? Сега јас работам како велошкариста, значи аутокариста. Значи од она што учеше тогаш не остана ништо. А што стана со другите кои се школуваат? Исто и со другите, значи тие кога се виде дека е вака работава, значи секој значи си зеде значи да мора значи да се живее, значи пари треба значи да се оформи фамилија, значи сите беме значи ние возрастни, значи некој женети и некој не. И така. И дали тие се вработија негде, некој остана? Скоро значи можам да речем дека повеќето се вработени. А сега може уште некој чека, значи има нада, значи ќе види. Од неколкуто искажувања што ги чувме слободно можеме да кажеме дека изминаа доста години од неодговорниот однос на поединци кои требаше оваа стакларница уште пред 6-7 години да изградат и да почне со работа. Делот до премата секако веќе е застарен. Повеќе машини ќе се исфрлат, а сите оние кои се остручувале за својот иден занает веќе се вработени некаде или се преквалификувале. Но се чини, благодарение на упорноста на родниците и фабриката Партизан во Прилеп, овој мртов капитал ќе заживее. Во пресет излезе и Стопанската банка од Скопје и се очекува наскоро да почне довршувањето на замислата од пред 10 години. Игор Галевски, по се изгледа со најновата одлука на банка за одобрување на средства за изградба на погонот во Прилеп, практично е решен долгогодишниот проблем што ќе стане со тој погон. Па што нуди новата програма? Истото мислење ние го делиме, дека после толку време, крајно време беше да се реши тој проблем.
Тој проблем покрај нас ни тежеше како работна организација, му тежеше и на градот, па и на републиката. Досега многу пати се зборуваше за тој погон на места, на званични места кај што се решаваја тие проблеми на републикава, одобрување на инвестиции, изградба на погони, нарочито од овој тип на погони, од овој тип на изградба со мали инвестиции, поголемо запослување, исто така и погони, односно производство на производи, кои што во известна смисла вршат и така модерно речено субституција, односно заменување на увозните материјали, сировини и производи, готови производи. Истиот случај со овој погон, кај што ќе се производи ситна амбалажа, за која ситна амбалажа се заинтересирани скоро сите фармацеутски индустрии на Југославија. Дилемата беше каква опрема и до кој степен на изработка на тие производи, и таа дилема допринесе во известен смисол да се продолжи, да се одолжи, односно со изградбата и со доградбата на погонот. Последната одлука на Стопанска банка Скопје, со одобрувањето на средствата од ФНП и од Основната банка од Прилеп, останатиот дел, веќе се реши тој проблем и со оформувањето на инвестициона група во нашата работна организација се продолжува со понатамошните активности околу доградбата на тој погон. Предностите што се тој погон гради во рудници фабрика Партизан се големи, почнувајќи од микроструктурата која постои, објектите кои што постојат, стручниот кадар, лабораторија и така натаму. Ја мислам дека обезбедува една гаранција дека понатаму тој погон може да се вклопи во сите токови на нашата економика во Југославија. И кога практично инвестиционата група ќе почне со... Веќе е почната со активност, со преговори со странски фирми, затоа што дел од опремата е од странско порекло, односно тоа се полуавтоматски преси за пресовање на тоа стакло. Понатаму, може би како проблем ќе се наметни увозот на таа опрема, која не е, мислам, финансиски многу голема. Тоа се работи за околу милиарда девизни динари. Ја мислам дека ќе треба нашите институции кои што се одговорни за да го следат тој увоз-извоз, да најдат едно место, една линија, да речам, да таа биде одобрена, со обзир дека тоа е веќе не е ново нешто, тоа е стара инвестиција, тоа е инвестиција која би требала да има известна предност над другите. Бидејќи изградена печката таму, се очекува опрема. За колку време отприлика може да се очекува дека ќе почне со работа новата фабрика? Во зависност од увозната опрема, ние рачунаме за најмногу 12 месеци да почне со работа. А колку луѓе ќе бидат работи? Првата концепција отпадна, затоа што се псова со измената на опремата, се намалува бројот на вработените, затоа продуктивноста се зголемува. Се очекува да се запослат околу 150 работници. Беше и голем страв и нормално што беше и присутен, и стручната работна рака, која не само тука да е проблем и во многу наши организации, што со обзир да сме ние индустријски млада земја, индустријски работници веќе се оформуваат моментално, а не тие како во другите земји да не речам се рајџат таму од мали нозе одат во фабриките и така натаму. Али со обзир да скоро сите стаклари од Југославија, нарочито Скопската стаклара, Храсник, Прокупле и другите ни гарантираат, односно обеќаваат дека ќе ни пружат секаква техничка и помош во стручна помош.
работна може да се рака. очекува голем дел од овие кои треба тука да работат додатна специализација точно во Да, овие сигурно, организации. сигурно тоа. Без тоа и тешко е да се почне да ваква технологија која мораме да признаеме за нас е нова сега во Партизан. А со обзир дека беше почната таа инвестиција и мора да се заврши и мора да се работи. Ова беше се што можеше да се чуе во прилеп за погонот кој има 10-годишна историја. Се чини дека упорноста се исплатува, дека секако од печката што ја видовме ќе протече стакло и дека конечно ќе се спасат дел од инвестираните средства кои десетина години беа мртви. Овој пример треба да послужи како поука денес кога сите се бориме за стабилизирање на економските токови, да се искористи се што може за да се ефектуираат оние средства кои по нечија грешка останале до денеска неискористени. И секако заклучокот е јасен. Деценијата која беше наречена деценија на инвестициоманија, треба да ја заборавиме со тоа што ефикасно ќе действуваме за да се искористи се она што е можно.